Со БРТ системот или така нареченото метро на тркала, скопјани очекуваат да добијат побрз, посигурен и предвидлив јавен превоз. Проектот ќе се реализира преку градот Скопје и истовремено треба да го реши и растовари сообраќајниот метеж и хаос на градските улици и да го намали загадувањето. За скопјани ова е проект со кој се решава децениски проблем, а долгите чекања со часови на автобуските постојки и доцнења кој на училиште, кој на работа, кој на лекар, конечно ќе станат минато. Деца идат до школа Светан Димов, таму учат, нели таму. И сакам да речам дека нема превоз редовно и во става основа дека и часови губат и време го губат. Да речеме ако треба за додека трае часовите и стигнуваат сат и по два скоро дома. Многу е тешко. Особено за ученици, ве гледам у школа, многу тешко, внуките ми се жалат дека многу тешко по цели сати, бабо, чекаме автобуси, вика. Па како нема се подобри. Што ќе се подобри? Па се подобри че има една линија директна, кој што имам бем од бивша Југославија со таа пругата. Па ќе се растерети сообраќајот, ништо друго. Многу е потребен, да одавна требаше да биде направен тој брз воз. Центаров ќе се раслова. Де возел, метежот ќе се намали. Целиот проект владата најави дека ќе биде завршен во февруари 2029 година, а за таа намена се обезбеди заем во висина од 70 милиони евра. Средствата се обезбедени од Европската банка за обнова и развој, а владата ќе ги трансферира како неповратни за градот Скопје. Проектот предвидува изградба на две линии во Скопје, едната исток-запад која ќе се движи од Ѓорче Петров до Ново Лисиче и втората север-југ која треба да ги поврзе Бутел и Кисела Вода. Потоа набавка на хибридни и нископодни берете возила, патнички информативен систем, паметни станици како интеграција во системот на управување со сообраќајот во градот. Градоначалникот Ѓоргиевски објасни дека трасата нема да поминува низ зеленилото по средината на сообраќајните ленти и дека ќе се заштитат сите важни природни ресурси, вклучително и водоснабдувањето на градот. Наместо тоа, системот ќе се движи по крајните сообраќајни ленти, а дополнително ќе се предвиди и ново зеленило како природна бариера. БРТ системот се очекува да овозможи превоз на над 65.000 патници дневно. Градот Скопје најави дека годинава ќе стигнат и нови еколошки автобуси и со тоа градот ќе добие јавен превоз како во европските метрополи, без застои и загадување и достапен за сите.